Охридските пензионери денес на протест. Тие пред канцелариите на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца бараа линеарно, а не процентуално зголемување на пензиите. Велат со оваа стапка на инфлација, со парите кои ги одвојуваат за лекови и за режиски трошоци, им остануваат пари само за неколку дена. Велат поддршка од раководството на Сдруженијето на пензионери не добиле. Незадоволство од сегашното раководство на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца пред неколку месеци јавно изразија и група незадоволни членови, обвинувајќи меѓу другото и за нерегуларности на изборите на Сдруженијето. Охридските пензионери денес на протест со едно единствено барање, а тоа е линеарно зголемување на пензиите од септември. Велат спонтано се собрале пред седиштето на Сдруженијето на пензионери на Охрид и Дебрца денес и имаат своји аргументи зошто бараат линеарно, а не процентуално зголемување. Пензионерите со објаснување дека потребно е утврдување систем на најниска пензија која ќе изнесува 80% од минималната плата во земјата. Се сретнале со представници на Сдруженијето на пензионерите на Охрид и Дебрца барајќи поддршка, но поддршка не добиле, вели Кирил Јосифовски, пензионер. Да, се сретнавме со представниците, побаравме поддршка да ова го презентираат овдека, ама ги немат, не дојдоја. Значи, целата работа е тоа линеарно зголемување, аргументите ги презентирав и мислам дека почнавме контакти на ниво Македонија, ќе продолжат нашите активности се додека не го исполниме ова наше барање. Вакви протести во изминатите неколку дена се одржуваат речиси низ сите градови во Македонија. Пензионерите револтирано велат дека со тековната стапка на инфлација, со парите кои ги одвојуваат за лекови и за режиски трошоци, им остануваат пари само за неколку дена. Додаваат дека цените на храната и производите за лична хигиена енормно растат, а тие се исти за секој пензионер, без оглед дали некој има приход од 10, 13 или 30.000 денари. Ојдов да ја земам Сабајлево пред да дојдам на Штрајков. Пензија јас имам околу 13.045 денари. Одбитоци имам, кредити имам. А двајцата со момчето, едно синче имам, детето не ми работит. Не можеме да издржиме од крај до крај. 6.000 денари имам режиски трошоци, со сметките и лекарствата што ги земам. А 13 земам пензија. И сега со тие 7.000 што можам јас да сторам? Јас знам со 4.000, со доказ не носам фискални сметки во аптека дека ги давам. За сметки испод 4-5.000 немат. Шито со големо штедење, што немаме ние ни за леп, ни за сол. Тоа да ви го кажам. Тоа немам никој кој дома работи, јас сум едина. Ама струјана дали 5 мина, дали 1, огном дали 5 мина, дали 1, треба да горит. Со најавеното зголемување на пензиите во септември за 6,8%, пензионерите со најниска пензија ќе добијат плюс околу 700 денари, додека оние со повисоки пензии до 2.000 денари.